Добро вечер, почитувани гледачи, го следите централното издание на Дневникот на К1, а ова се настаните кои го одбележаа првиот ден од неделата. Со европски пари се реконструира водоводната мрежа на неколку улици во општина Велес. Продолжуваат градежните активности во општина Демиркапија, започна реконструкцијата на улицата Орце Николов. Општина Неготино со велосипедско дефилеје одбележа Европската недела на мобилност. Со европски пари ќе се реконструира водоводната мрежа на неколку улици во општина Велес. Со проектот ќе се заменат старите со нови цевки и со тоа ќе се реши долгогодишниот проблем на засегнатите жители. Започна проектот за реконструкција на водоводот на неколку улици во општина Велес. За реализација на овој проект обезбедени се 12 милиони денари од Европската инвестициона банка. Во првата фаза ќе се промени водоводната инсталација на 7 улици, со што ќе се реши долгогодишниот горлив проблем на жителите од овие улици. Во наредниот период од 10 месеци ќе имаме интензивна работа на сите овие 7 улици, бидејќи после промената на водоводната инсталација, бидејќи канализацијски средена линијата тука, оно што ќе има проблем, ќе интервенираме и преминуваме на реконструкција, односно на бетонирање на сите овие улици. Водоводната мрежа се реконструира поради застареност. Со проектот ќе се заменат старите со нови цевки. Работи така што се одвиваат да паралелно бидат у функција и двете линии, и старата и новата водоводна линија, док се направи промената на приклучоците, да не ги оставиме луѓето без вода. Кога ќе се изврши комплетно преобразување од старата на новата водоводна линија, тогаш ќе може да се отпочне и со бетонирање на улиците. Во оваа фаза промена на водоводната линија ќе се изврши на улиците Гемиџиска, Првомајска, Киро Ќучук, Мицко Козар, Рилски Конгрес, Васил Главинов и Благој Ѓорев. Во општина Демиркапија продолжуваат градежните работи во делот на патната инфраструктура. Покрај реконструкцијата на улица Илинденска започна обновата и на улицата Орце Николов. Во меѓувреме се врши поврзување на водоводната мрежа со новиот водовод со цел населението да добие поквалитетна вода за пиење. Продолжуваат градежните активности во општина Демиркапија во делот на патната инфраструктура. Покрај реконструкцијата на улица Илинденска започна обнова и на улицата Орце Николов во должина од 700 метри и широчина од 4 метри. Во истата опфатено е тампонирање, поставување на бетонски ивичњаци и асфалтирање на коловозот. Проценти на улиците во Демиркапија што постојат ќе бидат асфалтирани. Сега моментално се работи на асфалтирање на улицата Орце Николов. Тоа е со должина некаде околу 700 метри. Потоа почињаме исто така на улицата Илинденска, улицата Битогули и улицата Радњанска со неколку така има и други краци. Во меѓувреме јавното комунално претпријатие Бошава врши поврзување на водоводната мрежа со новиот водовод со цел поквалитетно снабдување на населението со вода за пиење. Почнавме да работиме на приклучување на водоводната мрежа во Демиркапија. Тоа е проект преку Министерството за транспорт и врски што го земавме од владата на Република Македонија. Го сменивме цел водовод во Демиркапија, односно ги сменивме азбестно-цементните цевки и тој проект се заврши, транспорт и врски не го предаде објектот, така да сега јавното комунално претпријатие во Демиркапија почнавме со приклучок на водокорисниците на граѓаните во Демиркапија.
Целиот проект со кој се сменети водоводните цевки од азбестни во ПВЦ е во висина од 350.000 евра, обезбедени преку проекти од Министерството за транспорт и врски, кој континуирано во текот на изминатите 5 години општина Демиркапија во целост го заврши. Финансиските средства пак за реконструкција на патната инфраструктура се обезбедени преку заем од Светска банка во висина од 25 милиони денари. Општина Неготино со велосипедско дефиле одбележа Европската недела на мобилност. Учениците од основните училишта Страшо Пинџур и Гоце Делчев возеа велосипеди и ролери во знак на Денот без автомобили. Целта на овој настан е да се зголеми свеста кај граѓаните за поквалитетна животна средина и подобро здравје. Под мотото Паметна мобилност, силна економија, денеска општина Неготино ја одбележа Европската недела на мобилност. Учениците од училиштата Страшо Пинџур и Гоце Делчев, некои на велосипеди, ролери, а некои пешки, се приклучија кон одбележувањето на оваа недела која не треба да биде само неколку дена во годината, туку тоа треба да премине во секојдневна навика. На овој ден спроведена е оваа акција Паметна мобилност, силна економија, во која учествуваат учениците од двете основни училишта Страшо Пинџур и Гоце Делчев. Вклучени сме со цел да ја одбележиме оваа акција и да покажеме и да докажеме дека почесто да ја користиме ногата во движење, да ги оставиме автомобилите кои што на некој начин ја загадуваат нашата околина. И да не биде само овој ден, туку ова нека ни биде еден мотив за секој ден во нашето секојдневие. Настанот беше во организација на општина Неготино, Министерството за животна средина и просторно планирање и Европската делегација во Република Македонија, а со цел да се промовираат проекти и мерки кои придонесуваат за зголемување на свеста кај граѓаните, дека загадувањето на воздухот зависи и од изборот на нивниот транспорт и дека сите ние како граѓани сме одговорни за воздухот што го дишеме. Ние во соработка со Министерството за животна средина, во соработка со Министерството за образование, за труд и социјална политика, во една заедничка организација. Ние како општина Неготино сме логистика и прачиме порака до сите граѓани како на Неготино, така и во Република Македонија, да што повеќе го практикуваат овој начин на движење. Значи, да ги остават автомобилите, да малку се прошетаат низ градовите, да поминат со своите велосипеди, да се бориме за здрава животна средина, да не биде само овој ден недела на мобилност, односно да што почесто во текот на целата година, во текот на сите годишни времења практикуваме одење пешки. Европската недела на мобилност се одржува секоја година од 16 до 22 септември, а за прв пат беше иницирана во Франција во 1998 година, а во Македонија официјалното одбележување започна во 2001 година. Дизелот и бензинот од 95 октани ќе се продаваат по иста цена, додека екстралесното масло за домаќинство и 98 октанскиот бензин поевтинуваат за половина динар. Ова е одлуката која денеска ја соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука цената на Евро Супер БС 95 да остане 62 денари, додека цената на Евро Дизелот да остане на 48 денари за литар. Малопродажните цени на Евро Супер БС 98 и на екстра лесното масло за домаќинство се намалуваат за 0,50 денари за литар и со тоа малопродажната цена на Евро Супер БС 98 изнесува 63,50 денари за литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 36,50 денари за литар. Цените стапуваат на сила на полноќ. Синоќа во 22 часот и 30 минути во близина на објекти кај местото викано Краиш театар на село Трстеник се случила тепачка во која две лица се здобиле со убодни рани. Деталите ги има Валентина Михајловска.
Две лица се здобиле со убодни рани во тепачка која се случила синоќа во 22 часот и 30 минути во Кавадарци, во близина на објекти кај местото викано Краиш театар на село Трстеник. Тепачката настанала помеѓу 28-годишниот АД од Струмица од Една и 20-годишниот ММ, 22-годишниот ММ и 17-годишник, сите од Струмица од другата страна, во која се вклучили и други лица. Со убодни рани се здобиле 42-годишниот АК од Струмица, на кого му била укажана лекарска помош во јавната здравствена установа Кавадарци и е задржан на понатамошно лекување, и ѓИ 35 години од Струмица, која по укажаната лекарска помош во Кавадарци била пренесена во Скопје, а по санирањето на повредите била вратена во Кавадарци. Полициски службеници од полициската станица Кавадарци излегле на местото на настанот, при што биле пронајдени сите инволвирани во тепачката, биле лишени од слобода и сите се задржани во полициската станица Кавадарци за понатамошна постапка. Од 14 до 21 септември се одбележува неделата за борба против туберкулозата. Од почетокот на оваа година, заклучно до овој месец, во Велес се евидентирани 12 заболени лица. Повеќе на оваа тема во прилогот што следува. Туберкулозното заболување бележи тренд на опаѓање. Истото според напорите кои ги вложува Светската здравствена организација и Глобалниот фонд, до 2030 година се очекува да се искорени болеста на овие простори. Според податоците на ниво на Македонија во 2015 година, бројот на заболени лица од туберкулоза бил 284. Варира бројот на заболени кои се лекуваат во Велешкиот пнеумофизиолошки диспанзер. Во 2014-та регистрирани се само 8 ново заболени, во 2015-та само 4, а годинава од јануари до септември веќе регистрирани 12 ново заболени. Тие 12 болни, 3 се жени, 9 се мажи. Имаме двајца вонбелодробни, од нив една жена и таа е што реков со туберкулоза на арбитните пршани на лумбалниот дел од кичмата. Значи, а исто така имаме двајца рецидиви. Оваа година пнеумофизиолошкиот диспанзер при општата болница Велес регистрирала 2 мултирезистентни лица заболени од туберкулоза или лица врз кои не делува терапијата. Кај ни, вели доктор Јаневска, лекувањето оди многу побавно и истите се лекуваат на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза. Извор на туберкулозата, напоменуваат лекарите, дека е физички контакт со заболени од истата. Туберкулозата се шири по воздух, значи пациентот зборувајќи, кивајќи, кашлајќи, се околу себе илјадници бактерии у форма на капки, нели? И ние во близината ги вдишуваме тие. Најчесто отпорноста на организмот ни е на високо ниво и се справуваат со бактериите и ги уништуваат. Меѓутоа, некои од нив може да се вгнездат во некој дел од организмот, што во даден момент кога отпорноста на организмот е намалена, можат да почнат да си најдат поволна средина, да почнат да се развиваат и да предизвикаат болест. Од 14 до 21 септември, Општинската организација на Црвениот крст Велес ја одбележува неделата за борба против туберкулоза, чие мото е Создружени сили против туберкулозата. Инаку според податоците на Светската здравствена организација, околу 9 до 10 милиони луѓе на годишно светско ниво заболуваат од туберкулоза, а околу 1,5 до 2 милиони луѓе умираат од истата. Осумдесет години од Шпанската граѓанска војна и исто толку од смртта на велешанецот Ганчо Хаџипанзов беа одбележани со уметнички перформанс во изведба на членовите на драмското студио Словото. Организатори на настанот се Државниот архив, Општина Велес и Сојузот на борци. Јас сум македонец. Ганчо Хаџипанзов. Порано мојот народ страдаше од османлиите. А сега страда од српскиот фашизам по служба на бугарскиот империализам. Ние македонците не сакаме никому да му служиме, освен на самите себе си, во борба против сите угнетувачи, од каде и да доаѓаат тие.
Со уметнички перформанс во изведба на членовите на драмското студио Словото се одбележаа 80 години од Шпанската граѓанска војна и исто толку од смртта на велешанецот Ганчо Хаджипанзов. Учеството на македонците во Шпанската граѓанска војна е еден потсетник за големиот придонес на нашиот народ во борбата за слобода на човештвото во целина, истакна Слободан Ников во своето обраќање. Покрај Ганчо Хаджипанзов, како македонски доброволци од Велес, во Шпанија заминуваат Јаре Содиневски Бауман, Тилу Тјамилов и Трајко Мишковски. За жал, Ганчо Хаджипанзов загинува уште во првите војни дејства во одбраната на Мадрид, не дожекувајќи да се врати дома, спротивно од неговата песна "Ќе се вратам". Учеството на македонците во Шпанската граѓанска војна треба да ни послужи како потсетник дека и нашиот народ даде голем придонес во отпорот против фашизмот, кој во тоа време како темен облак се надвисна над Европа и светот. Професор доктор Катерина Мирчевска даде осврт за историското сознание и историската меморија на Ганчо Хаджипанзов како учесник во Шпанската граѓанска војна и стиховите преку кои е опишано војнастан. Ке се навратам на запишаната мудра изрека на големиот босански поет Меша Селимовиќ, која се однесува на значењето на универзалната човекова вредност, а тоа е слободата, слободата која го прави човекот да биде вистински човек и да го живее својот живот по собствен избор. Именно тој ќе го каже следното: животот е избор, а не судбина, бидејќи обичниот човек живее онака како што мора, а вистинскиот човек така како што сака. Животот на кој без отпор се согласува е бедно животарење, а избраниот живот е слобода. Настанот беше во организација на Државниот архив на Република Македонија, Општина Велес и Сојузот на борци на Велес. Со народни песни и ора, членовите на културно-уметничкото друштво Керамичари ја представија македонската традиција и култура пред граѓаните на Синонеро во соседна Грција. Културно-уметничкото друштво Керамичар со неколку народни танци и ора ја представија традицијата, културата и фолклорот на Република Македонија пред граѓаните на Синонеро во близина на Лерин, Република Грција. Председателот на културно-уметничкото друштво Керамичар Томе Јаневски изрази задоволство за поканата, а воедно напомена дека по овој настап следуваат уште два со кои ќе ја заокружат програмата за оваа година. Бидејќи сезоната е при крај, ова не е веќе и едно од завршните представувања од богатата програма на Керамичар во 2016 година. Имаме уште во Виница да настапиме на фестивалот Студентско здравоживо, на Велешката битијада и годишниот концерт ја припремаме. На фестивалот во Грција покрај Велешки Керамичар со македонски ора се представија неколку културно-уметнички друштва од Егејска Македонија. Денеска на градските гробишта во црквата Свети Пантелемон беше погребан Никифор Смилевски. Тој работниот век го мина како новинар во македонската радиотелевизија и како дописник од Велес на Радио Скопје. На градските гробишта во црквата Свети Пантелемон денеска беше погребан Никифор. Работниот век го мина како новинар во македонската радиотелевизија, како дописник од Велес на Радио Скопје. И во пензионерските денови тој вредно пишуваше и работеше. Живееше 80 години и остави творечки дела кои го направија бесмртен. Без неговите текстови, истражувања, малкумина ќе знаеа дека Елено Керко Елено е песна за богатата Елена Кртчева. Во Влашкото мало е за големата и неостварена љубов на Нике Цибрева. Песната на Којник дуќан да имам ја испеале младите аргатки за продавницата на Нато Кралот. Или пак се посврши Сербес Донка е за големата забранета љубов на Донка Јаричкова со Миле Ивчев. Ке немаше дел од вредната градска историја. За своето неуморно работење и промовирање на Велес, Никифор Смилевски го има добиено највисокото општинско признание на Велес 9 ноември.
Околу 1.020.000 евра денеска се префрлени на трансакцијските сметки на околу 4.200 поплавени семејства, извести од Црвениот крст на Република Македонија. Донацијата беше собрана преку банкарски сметки и броевите на сите мобилни оператори. Црвениот крст минатата недела потпиша договор за половина милион евра со австриските колеги, кои пак ќе бидат распределени на 300 социјално ранливи семејства, заведени во евиденцијата на Министерството за труд и социјална политика. За останатите вести од земјава во продолжение. Помош од Руската Федерација наменета за справување со последиците од поплавата во Скопскиот регион и за засилување на капацитетите на службите за кризно реагирање ќе биде донирана во Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија. Хуманитарната помош со тежина од 40 тони е доставена со специјален автомобилски превоз на Министерството за цивилна одбрана во онредни состојби и отстранување на последиците од елементарни погоди на Руската Федерација. Во товарот се вклучени мобилни дизелни бензински генератори со моќност од 5 до 120 киловати, специјални пумпи и пумпена опрема, кебиња, конзерви од риба и месо, информира Руската амбасада во Скопје. Воедно амбасадорот на Израел во Македонија, Дан Орјан, и израелски експерти денеска и утре во Скопје ќе спроведат акции за помош на Македонија во борбата против последиците од големото невреме и поплавите кои го погодија Скопје минатиот месец. Амбасадорот Оријан денеска ќе предаде донација со градежни материјали на представниците на местните заедници на Стајковци, пошто со израелски експерти ќе направат увид на најоштетените локации. Армијата на Република Македонија и Националната гарда на Вермонт со многобројните активности во изминатиот период докажаа дека се вистински партнери. Одличната соработка и интензивните контакти продолжуваат и во иднина. Заклучи на денешната средба во Министерството, министерот за одбрана Зоран Јолевски и командантот на Националната гарда на Вермонт, генерал мајор Стивен Креј. Министерот Јолевски на средбата посочи дека пример за високото ниво на соработка е испраќањето на двајцата питомци од Војната академија на школување во најстариот приватен воен универзитет Норвич, пракса која ќе продолжи да се реализира и во иднина. Соговорниците разговара и за интензивирање на трилатералното партнерство меѓу Македонија, Вермонт и Сенегал. Во последните 48 часа на островите во северниот дел на Егејското море пристигнале вкупно 308 мигранти и бегалци. Русија регистрирала 50 случаи на кршење на примирието во Сирија. Ова се вестите од светот. Вкупно 308 мигранти и бегалци пристигнале во последните 48 часа во северниот дел на Егејско море. 93 бегалци пристигнале на Лесбос, на Хиос 155 и 60 на Самос. Според грчката полиција, 5264 мигранти и бегалци се заглавени на Лесбос, 3700 на Хиос и 1166 на Самос. Вкупниот број бегалци кои се заглавени на островите во северниот дел на Егејското море за прв пат по неколку месеци ја надмина бројката од 10.000 луѓе. На целата грчка територија денеска има 60.352 мигранти и бегалци. Случаи кршење на договорот за прекин на огнот во Сирија во последните 24 часа регистрирала Русија, соопшти Руското министерство за одбрана. Непочитување на договорот е регистрирано во сириските провинции Алепо, Дамаск, Хама, Латакија, Хомс и Дара. Предходно овој месец Соединетите Американски држави и Русија склучија договор за прекин на огнот и испорака на хуманитарна помош за Сирија. Москва и Вашингтон исто така планираат да соработуваат во борбата против терористите, вклучувајќи ја и џихадистичката група Исламска држава. Како што беше и најавено, облачно и нестабилно време со врнежи од дожд имаме денес, а слично време не очекува и во наредните денови. Се бележи значителен пад на максималните дневни температури. Да ги погледнеме деталите.
Со информацијата за времето го завршуваме дневникот. Пријатно!